За секој гол на Македонија на Европското првенство во ракомет, Моцарт донира по 5000 денари во хуманитарни цели. Повеќе од гол. Моцарт. Македонија загуби од Црна Гора и се збогува со можноста за место во главната рунда на Европското првенство. По една проспиена ноќ или не проспиена, не знам каква. Кој е коментар? Па видете, како да ви кажам, боли поразот. Наша цел беше да дојдеме овде и да прикажеме, да демонстрираме добар ракомет, некоја нова Македонија. Меѓутоа, првото предвидено беше да бидеме комплетни и да се спротиставиме на Словенија, на Црна Гора, па дури и на Данска, како што беше тоа во квалификациите, и да пробаме да изненадиме некој, поготово од овие големите како што се Данска и Црна Гора, но и со голем респект, ова и Словенија, и со голем респект према Црна Гора. Ни се случи тоа што ни се случи, не сакам да биде ова алиби. Ни фалија 6 до 7 играчи од првите 16 кои што учествува во квалификациите, каде што правевме добри резултати. Пробавме да се адаптираме, излезе тоа што излезе. Тоа е од една страна. Од друга страна, сакам да кажам дека па дури и вчера, иако загубивме, јас кажав дека овие деца не знаат да победуваат и како поминува времето ќе го научат тоа, и треба време и треба да се истрпат. Јас сум оптимист со голема верба. Меѓутоа, мислам дека и вчера бевме блиску и не знаевме да ги искористиме шансите, а тој психолошки притисок, поготово во вториот дел, едноставно не успеавме да дојдеме да постигнеме лесни голови. Јас го прегледав 2 пати над преварот, не можев да спијам, а да не го прегледам, и заклучив дека едноставно не знаевме да ги искористиме. Бевме блиску. Една репрезентација на Црна Гора која што повеќе ја посакуваше победата, поискусна, влезе многу подсврсто, поагресивно, која што знае да игра вакви надпревари, и ова ќе ни служи како лекција. Можам слободно да кажеме, утре ни предстои уште еден надпревар против најдобрите во светот, против Данска, но ќе го искористиме и тој надпревар да добиеме уште некој играч, но сум делумно задоволен и цврсто стојан позади тоа дека правиме нешто ново и доправа како поминува времето, ќе го градиме и ќе го доизградиме. Дали може би очекувањата на јавноста се преголеми? Дали треба да најавиме истрпете ги нашите порази за 5-6 години да имаме... Не. Мислам, јас прифаќам критики. Јас реков, како што ние се спремавме и предвидовме, сакавме да играме на овој европски шампионат комплетни, тогаш ќе беа прифатливи сите критики, и вака се прифатливи, прифаќаме позитивна, аргументирана критика, напротив, но меѓутоа, ние сакавме едно, имавме во план едно, да настапиме со Столе, со мене, со Дејан Манасков, со Никола Марковски, со Никол Чемитровски, со Гоце Ојлевски, кој што покажа во подготвениот период искуство и знаење. Вчера и Маджовски ни се повреди, завчера на тренингот не можев да правам ротација ни на лево крило, каде што се покажа дека Цветан Кузмановски 2 надпревари во 3 дена не може да одигра со вакви противници. Едноставно му фалеше и сила, му фалеше и концентрација, иако сум задоволен индивидуално од него. Меѓутоа, ќе истрпиме све и стојам позади тоа дека сме на добар пат, да не образложувам многу, меѓутоа делумно сум задоволен како се одвиваат работите. Можеби почнуваме од почеток, ќе мора да почнеме на жалост од почеток, меѓутоа некогаш е добро да паднеш, па да знаеш како да станеш. Дали те потсетува сегашнава генерација на таа вашата што имаше многу изгубени баражи, многу пропуштени квалификации, што... Па ние премногу баражи губевме и премногу години изгубивме. Овие момци нема да дозволим и не смеат они сами да си дозволат да поминат тој период од 6-7 години да присуствуваат на големо надпреварување. Ние ќе направиме све да уште следната година го продужиме тој континуитет кој што е, ајде така да кажам, прв предизвик и една обврска, ако можам така да кажам, за да го продужиме тој континуитет на големи надпреварувања. Утре не чека последниот дуел со Данска. Сега кога шансите се загубени, ќе им дадете ли шанса за подолга минутажа на оние млади, не се млади, но сите се млади. Неискусни. Да, сите се млади. Па нема, нашата екипа е млада. Делумно сакавме да помладиме, меѓутоа
она све што ни се случи, моравме да помладиме. Вчера нашата прва постава просек беше 21-22 години, па и потоа и со замените не поминавме повеќе просек од 24 и 5 години и бевме во егал со една мотивирана, добра Црна Гора, бевме во егал со една квалитетна Словенија. Се надам дека и утре ќе одиграме добар надпревар и сигурен сум дека ќе одиграме затоа што утре нема да постои тој психолошки притисок. Мислам дека ќе се растеретат. Иако ќе имаме екстра квалитетен противник, данците зависи и од нив во која брзина ќе убацат. Ние еднаш ги победивме и заслужено ги победивме, но ете, утре со млади сили ќе пробаме да покажеме едно добро издание и ете со една позитивна слика да го завршиме овој европски шампионат. Благодарам. За секој гол на Македонија на Европското првенство во ракомет, Моцарт донира по 5000 денари во хуманитарни цели. Повеќе од гол. Моцарт.